Како и кога почна твојата љубов со мотоспортот? Мојата љубов почна на многу рана возраст, кога го гледав мојот татко како се натпреварува на ридско-брдските и на кружните патеки околу Македонија. И јас уште од тогаш знаев дека ова е спортот за мене. Како и кога навлеза посериозно во автомобилизмот? Почнав да се бавам професионално кога потпишав за Brabham Motorsport, но преминав во реалниот свет на 16 годишна возраст, кога извозев мојата прва трка на Mugello со Twingo купот. Минатиот месец ја победив Формула 4 академијата, што ми овозможува да возам во Формула 4 следна година. Назад во 2020, која за сите нас беше година на карантин и седење дома, за тебе ги отвори вратите на сим надпреварите. Кажи ни малце повеќе околу тоа. За време на ковидот, како и сите, јас имав многу слободно време и одлучив да го купам мојот прв симулатор, кој што ми помогна да дознам повеќе за автоспортот и да ме направи возачот кој што сум денес. 2 години си дел од британскиот еспорт тим Brabham Motorsport, кои се поранешни 4-кратни светски прваци. Како да се надпреваруваш за светска класа со оглед на фактот дека си меѓу најмладите членови? Да бидам дел од Brabham секогаш и секогаш ќе биде едно од моите најголеми успеси и е моја чест да возам за нив. Тие ми овозможуваат да отворам многу врати во моторспортот и работам со инженери, светски инженери кои ми придонесуваат знаење кое јас го користам и во вистинскиот автоспорт. Колку се слични сим трките со вистинските трки? Дали може би ти додава тоа некој осет кога се тркаш во живо? Јас би рекол дека се 90% исти. Буквално се е исто. Јас ги учам патеките од дома, ја учам колата од дома. Единственото нешто што не е исто, би рекол дека е брзината. Нормално не се осеќа брзината и адреналинот, но на тоа се навикнувам брзо и мене тоа не ми е проблем. Во ноември лани учествуваш на надпреварот Формула Стар, што ти обезбедува место на европскиот Renault Twingo Cup. Кажи ни нешто повеќе околу тоа. Тој надпревар ми овозможи, како што рековте, стипендија за во Twingo купот и јас се надпреварав со 40 други учесници од Европа и од надвор од Европа и успеав да победам и со таа победа јас ја возам мојата прва сезона во реалниот моторспорт. И тоа за мене е огромен предизвик, но ме спрема за Формула 4 за следната сезона. Ја спомна конкуренцијата и битен аспект е дека сите други деца доаѓаат од поспремни држави. Во Македонија немаме ни патека. Каде вежбаш? Секако е предизвик, бидејќи знаете ние тука во Македонија за жал немаме патека, немаме такви можности и мене најблиската патека ми е 10 часа од тука со кола. Но тоа ми овозможува мене да се фокусирам многу повеќе и ме мотивира мене многу повеќе за кога ќе отидам таму, јас одам со една цел и тоа е само да победам. Второто место за мене таму нема да ми значи. Во спортот нормални се поразите, како се справуваш со пораз? Пробувам да бидам подобар следниот пат. Нормално секогаш има пораз и ќе има во иднина пораз, но јас тренирам многу ментално и физички и ментално, но секогаш следниот пат сум подобар од минатиот. Спомна дека нема траки во Македонија, за сега каде вежбаш? За сега само на симулатор и одам често на други стази како во Чешка, каде што тренирам. Таму тренирам со Формула 4 колата. Ќе одам сега скоро за Австрија на Red Bull Ring, познатата Red Bull Ring стаза, исто каде што ќе тренирам со Формула 4 автомобилот. Но за жал ние, како што реков, немаме тука блиску патеки и тоа е еден од предизвиците, но тоа мене не ме спречува да победам. Со трката Формула 4 во Чешка обезбедуваш стипендија за целата 2026 година. Те следат уште многу надпревари во Европа. Дали можеш да ни кажеш кои се и дали си спремен? Моментално се спремам. Имам личен тренер и многу вежбам физички и ментално. И надпреварите ќе се одвиваат во Германија, Австрија, Чешка, Словачка и така натаму. Со Формула 4 болиди
конкуренцијата е огромна, но јас сум спремен да победам. Твојот татко е твојот личен тренер, дали го гледаш тоа како предност или мана? Како предност. Според мене, татко ми е мојот идол, тој е мојот ментор и тој ме има научено се што он знае за автоспортот и е мојата број еден поддршка и јас благодарение на него станувам подобар возач. Твојот спорт се класификува како опасен. Како се соочуваш со оваа придавка? Секогаш ќе биде опасен спорт, но јас сум спремен на секаков предизвик. Знам што да правам во ситуации на, не дај Боже, удар. И адреналинот во моментот го покрива тој страв и само што ќе се исклучат светлата, јас не го осеќам повеќе тој страв и сум 100% фокусиран на победа. На тркачките стази битна е концентрацијата и психичката спремност. Како успеваш? Јас се посветувам многу со мојот личен тренер, работиме многу на психичкиот дел, психичкиот аспект од спортот и кога ќе дојдам на стаза, јас мора да сум тотално уклучен. Мора да сум 100% фокусиран и не смеам да сгрешам. И тоа е едно од предизвиците од автоспортот. Дали сметаш дека најдобро се учи од грешките што ги правиш? Да, но и од грешките на другите. Тоа е еден дел што мене ми има научено автоспортот е да учам од грешките од другите, бидејќи една грешка во овој спорт е многу скапа. За жал, знаеме сите дека ова е најскап спорт и тоа е тоа. За овој спорт е потребна многу голема посветеност. Дали некогаш си чувствувал дека треба да жртвуваш нешто? Време, но и финансиски се потребни многу жртви. Но времето според мене е број еден жртва. Јас тренирам 3 до 4 часа дневно само на симулаторот и во исто време сум и на училиште, а во исто време и тренирам физички и психички. Јас и ти учиме заедно веќе 5 години. Оваа година имаме завршни испити, а следната имаме уписи на факултет. Како се соочуваш со тој притисок? Тешко е, секако дека е тешко. И за универзитет се спремам колку можам, но во исто време пробувам и да се фокусирам максимално на автоспортот, но секако образованието исто така е едно од моите цели. Што ќе направиш ако паднеш на возачки испит? Не, ако 100% ќе паднам. За жал професорот нема да го сака моето брзо возење. Се шалам, возете безбедно. Не, ќе дадам се од себе да научам, да ги научам знаците и да го положам, затоа што стварно ми треба возачка за да се движам во градот. Ти сега имаш 17 години, уште малку 18. Што ти се планови за во иднина? Дали го гледаш ова како сериозна професија за во иднина? Мене од тоа што јас слушам и од тоа што јас мислам за себе дека јас можам 100% да сум професионалец, но јас секогаш се фокусирам и на образование како еден вид на бекап и во исто време учам и школа, но и максимално се посветувам на трките. Така да ќе видиме што ќе биде, но ќе дадам се од себе. Јас и ти се знаеме подолго време, ти се тркаш, јас не. Дали го прифаќаш предизвикот да се истркаме на оваа патека? Одбери кој сакаш. Сега ќе имаме мал тренинг со Стефан, а после тоа ќе пробам јас да го поведам него. Нема да идам. Не е битно дали си во Бентли или Буба, не е битно дали е Стокец или Ферари. Овој звук ве тера да мрдате глави. Рамења движи, држи ја раката на вола. Наведни се на седиште, само немој до пола. Колата ти бара бас, да и малку вуфер. Ритамот е многу јак, појачајте уште. Жени се палат, мажите лаат како куче. Улица се треса, нека се дрма до утре. Диско натркала внатре, пушти тони зен. Слушате ме вез ден до Мерцедес и БМВ. Ова е за сите ефтини и скапи коли. Пушти
Пушти ме во системот, сте басот да те вози. Ако не можеш да слушаш само задни уши или Добра си. Не. Не. сакаш да чуеш еве бас, рока во кола, сакаш да чуеш еве сакаш да чуеш еве рока во клубот, сакаш да чуеш еве мрде во клубот. И кога басовите крчат, кога плуките се пулат, кога премногу се дува, сите комшии се булат, кога нема каде да се оди, немате ни бас во коли, идете во клуб, пошто цел клуб гори. Бас, сакаш да чуеш еве рока во кола, сакаш да чуеш еве пушти ги дома, сакаш да чуеш еве рока во клубот, сакаш да чуеш еве мрде во клубот. Сакаш да чуеш еве рока во кола, сакаш да чуеш еве. Искрено, не знам како секој ден можеш ова да го правиш, јас не можам. Мислам дека стана очигледно. Ова е толку од тоа. Супер, супер. Фала ти многу што дојде, фала ти за трката, мислам дека беше фер, не знам кој победи, ќе видиме. Јас? Ти, Фала ти многу, ништо, фер победа. фала на покана, но така е.